Зегин ви донесува Медика Инфо, емисија за здравјето. Може би здравјето и не е се, но без здравјето за сите се ќе биде ништо. Новото издание на Медика Инфо е пред нас. Уште една интересна тема и одличен соговорник кој што и денеска се надевам дека ќе го задржи вашето внимание пред телевизиските екрани. И додека сите се подготвуваме за овие температурни услови кои што не очекуваат во продолжение, се надевам дека и физичката активност и кондиција, а се разбира и физичкиот изглед, се многу важен сегмент од секојдневното размислување кога станува збор за посветување време на самите себе, но не од естетски, туку и од здравствен карактер. Физичкиот изглед и физичката кондиција се од особено значење. Колку е важно она што како изрека постои од поодамна во здраво тело, здрав дух, колку е важно да се постигне оптималност кога станува збор за мобилноста на нашето тело и колку е важно да се испочитуваат тие физички активности и физички вежби, се со цел за да се избалансира и за да се доведе до подобрување на здравствената состојба, ќе позборуваме со мојот денешен гостин Јован Калановски, дипломиран кинезитерапевт, собственик на студиото Кинезио од Охрид. Јован, добре ни дојде во Медика Инфо. Добро, најдов, Ирина. Мислам дека е интересна и актуелна тема, а пред се за сите оние кои што се подготвуваат, како што кажав, за летниот период, со оглед на овие временски услови, сите некако повеќе внимание обрнуваме на себе си и од естетски карактер, а може би од вишокот на слободно време, точно во овие летни временски околности, можеме да си дозволиме себе си минути кои што ќе ги посветиме преку вежбањето на нашето здравје. Со таа цел и ние во денешната Медика Инфо посветуваме минути на здравјето преку она што вие го работите во студиото Кинезија. Сега ве најавив како дипломиран кинезитерапевт и на почетокот би сакала да кажеме за кинезитерапијата како корективна терапија, односно за каков облик на физикална терапија. Ќе ме коригирате затоа што мислам дека и не е комплетно дефинирана како физикална терапија станува збор и нели пред се со што се карактеризира, што е кинезитерапија? Па вака, често го добивам ова прашање. Често луѓето не се запознаете со терминот кинезитерапија, затоа што многу редок и кај нас. Често луѓето мислат дека тоа е некаков вид на кинеска медицина или некаков вид на источна алтернативна медицина или нешто слично, но не е така. Физикалната медицина, физикалната рехабилитација и кинезитерапијата се, можам да кажам, сестри рехабилитациони методи во медицината. Многу се слични, но својано се многу различни. Кинезитерапијата ни е на метода која што самиот назив кинезитерапија на латински означува движење, кинезио, и терапија лечење, ни кажува дека ни е метода која што со помош на движење, вежби со некои посебни техники, сите тие се без некои медикаменти, без помошни средства и уреди, се прави терапијата и се врши таа рехабилитација. Сега самиот збор, подготвувајќи се за емисија, за кинезитерапија, самиот термин доаѓа од зборовите кинези, што значи движење, или терапија лекување. Ја опишува нели самата срж и целите на оваа тераписка метода, што всушност и пред малку ги набројавме. Точно лекување така. Преку движење. Да, наједноставно би објасниле лекување преку движење. Значи, тоа е наједноставно, можеме да го објасниме така за сите го разбера. Што значува кинезитерапијата? Лекување со движење и со некои такви физички активности и слично. Кинезитерапијата како еден метод на медицинска рехабилитација, како што всушност кажавте, од тој аспект би се задржала на почеток, во суштина е неспецифична функционална форма на лекување, кое што сублимирано користејќи го движењето, ја подобрува здравствената состојба, меѓутоа дали доведува и до излекување? Па секако, да. Тоа на многу места и е основен рехабилитационен метод кај многу
болести и кај многу проблеми на локомоторниот систем, на мускулно-скелетниот систем и слично. Значи, како што веќе кажавме, не само што се користи за подобрување на физичката состојба, за подобрување на општата состојба на организмот, тоа доведува и до излекување, но секако зависи за каков вид на проблем станува збор и за каков вид на болест или слично правиме муавет, но во поголемиот случај доведува и до целосно излекување. Тоа можам да кажам дека веќе кинезитерапијата зема се поголем замав и станува една главна метода на прашање рехабилитација. Така. Тоа е интересно, тоа е она што ветува кај ова метода која што се повеќе ќе кажете, значи од ваше искуство понатака дека се прифаќа, е општонародена, прифатена и применувана. Тоа треба да го постигнеме како крајен ефект. И сега би кажале нешто, Јован, за историјатот на кинезитерапијата, односно од кога датираат оние древни податоци дека била употребувана и применувана ова метода на лекување, би ја нарекле. Така, кажавме дека кај нас е релативно многу нова. Кај нас е релативно веќе никој не ни знае, не е запознат со тој термин кинезитерапија и е многу ново, но од моје искуство, од тоа што јас сум го учил и што сум го читал, таа е многу стара техника, да кажам. Кинезитерапијата и нејзините методи, ево да кажам, нејзин главен водечки метод во нејзиното лечење и рехабилитација е масажата, медицинската масажа и различните видови на масажа. Масажата датира од многу пред нашата ера. Значи уште во престаро време, кога немало медикаменти, кога немало апарати и слично, луѓето проблемите ги решавале со масажа, со истегнување, кој што исто така истегнувањето и пирот ни се ни главни методи во кинезитерапијата, со некои такви техники на местење, со некои техники на деблокади, блокади кои што ги знаеле старите и познати мајстори, многу стара древна медицина, да кажам, која што пред многу години била единствена, кажам, рехабилитациона, единствена медицинска наука за лекување и подобрување на проблемите. Значи, оние податоци кои што датираат од многу одамна пред нашата ера и сите тие цивилизации кои што ги употребувале овие древни методи и толку години, значи, успеале да датира како метода, сигурно кажува за бенефитот и квалитетот на незините цели. Затоа сега би сакала да објасниме кои се всушност целите на кинезитерапијата. Па, вака накратко да објаснам кои се целите на кинезитерапијата. Најважно од све е да се предпазат повредите и оштетувањата на локомоторниот систем и мускулно-скелетниот систем. Ако веќе имаме проблем на овие системи, на мускулно-скелетниот систем или па локомоторниот или па некаков било друг вид проблем на нашето тело, целата ни е нивно третирање, нивно излекување, нивно спречување да тие војнина се појават. Кога веќе ги спречуваме или кога веќе ги лечиме, нашата последна цел, да кажам, на кинезитерапијата е враќање на нормалните функции на мускулатурата, на локомоторниот систем, на нервите, значи на сите тие работи. Целта ни е да ги вратиме потполно да функционираат како воопшто ништо да не било. Значи, всушност, превенција, лекување и реставрација на функцијата на локомоторниот систем, тоа е она што како општи три начални цели. Да, можам да кажам дека тие се тие основните кои цели. Така е, сега со делување на кои конкретно системи и центри, или се делува на одредени системи и центри во човековиот организам, се зачувува или пак се враќа подвижноста, како што кажавме, има во одредени случаи каде што е нарушен нивниот баланс и со што воедно нели се исполнуваат оние цели кои што претходно ги кажавме, превенција, лекување и реставрација. Па вака, веќе кога почнавме да зборуваме, кинезитерапијата е значи опфаќа голем широк дел од медицината, значи од рехабилитацијата. Не е тоа само така повреда на мускулно-скелетен систем, значи ево веќе да кажам тука го набрам прво него мускулно-скелетниот систем, значи многу делува на мускулатурата, значи нивно подобрување, нивно зацврстување на мускулатурата, ако има веќе некоја повреда од тип напукнување, атрофирање, скинат мускул или слично, значи нивно рехабилитирање. Коскениот систем исто е тука за сврстување на коските. Често се стркаваме кај малите деца со деформитети, со искривување на истиот тој коскен систем, каде што кинезитерапијата е главна метода за нивно коригирање. Веќе зборуваме за нервниот систем, да кажам, за психичката состојба на човекот, низ тие вежби
низ тие, да кажам, методи што си ги имаха од тип на спортови, од затворен и отворен карактер, некои техники доведува до релаксација на нервниот систем, до психичко растиратување на човекот. Многу важно е да го напомениме и кардиоваскуларниот систем, каде што луѓето со проблеми на срцето и кардиоваскуларниот систем често имаат потреба од кинезитерапија, каде што преку методите, преку масажи, некои се подобра циркулацијата, можам да кажам. Преку некои вежби се подобрува работата на срцето, се подобрува циркулацијата. Исто така многу важно да помениме се делува и на респираторниот систем. Преку вежби, спортови, преку различни методи се делува на респираторниот систем, на капацитетот, на белодробниот капацитет, се посветува многу внимание на дишењето. Ако веќе посветуваме внимание на дишењето, секако винаги ќе го предпазиме од некои проблеми што би можело да се јават. Секако имаме и некои други системи, да кажам. Ова всушност беше општо што го кажавме, значи како што представува кинезитерапијата, нели, за најважните клучни системи на организмот. Генерално сите ги наброевме, Јован, освен и гастроинтестиналниот систем ја подобрува, нели, самата работа. И можеби она за што би сакали во вториот блок од нашиот разговор да се задржам, значи кај коскенно-зглобниот систем, овдека најважно, нели, во детската возраст се препорачува заради правилниот раст на коските, ќе кажеме и зошто е тоа толку важно. Понатака и сега уште, кои се терапевтските ефекти како резултат од примена на кинезитерапијата или она што го кажавме поединечно како бенефит на одредени системи во организмот, всушност тоа е тоа? Па да, значи нашите ефекти кон кои ние се стремиме, тоа што ние треба да го придобиеме е целосно подобрување на сите овие системи. Значи, без разлика каков е тој проблем, дали би било срцев недостаток, дали било некоја астма, дали би било некој проблем, ситуација постоперативна или предоперативна состојба на телото, дали правиме муавет за деформитет, дали правиме муавет за лумбаго-ишиалгија. Целта ние и ефектите се стремиме кон целосно отстранување на тие проблеми, кон враќање на телото во состојба која што како воопшто ги немало тие проблеми. Ете, токму тоа представува кинезитерапијата како вид на терапија со која што се делува врз најважните клучни системи во организмот и пред се превентивно или во одредени случаи, значи корекција и воспоставување на оптимален баланс на нивната работа. Би ги одморили нашите гледачи тука и он со кратка пауза, значи Јован Калановски, дипломиран кинезитерапевт, представник на студиото Кинезио од Охрид, стои на располагање за сите кои што се интересираат, а се однесува на нашата тема за денешен разговор. Покануваме и во продолжение со Медика Инфо. Органски препарат од Матича млечи Багремов мед, висококвалитетни ампули за правилен раст и развој на вашите деца, регулирање на нивото на шеќер во крвта кај диабетичарите и помош при ментален и физички замор. Желе Ројал Био. Зегин, ваша семејна аптека. Зегин, аптекарски бисер на Македонија. Повторно сме во Медика Инфо, Јован Калановски, дипломиран кинезитерапевт, представник на студиото Кинези и сопственик воедно на студиото Кинези, кој што се грижи за превенцијата, лекување и реставрација, враќање, значи, на функцијата на локомоторниот систем, сето на што претходно го зборувавме за суштината на кинезитерапијата, што представува, кои се бенефитите и како делува врз најважните клучни системи на нашиот организам, она што како вовет, Јован, го кажавме за нашите гледачи,
гледачи кои што нели кажавме дека кинезитерапијата е метода која што во идно перспективно време се очекува, значи да ја доживее својата експанзија, барем кога станува збор за ова наше подрачје тука, значи една перспективна гранка со која што како корективна терапија може да доведе до соодветни бенефити, нели, кога станува збор за воспоставување на баланс и излекување, што е најважно. Значи, иако кинезитерапијата представува апсолутен лек, набројувајќи ги сите оние делувања на најважните системи од нашиот организам, како избор во терапијски смисол, нели, дали постојат одредени предуслови кои што мора да бидат претходно испочитувани во смисол, нели, на незино спроведување? Дали би било дозволило во кои случаи? Па така, нормално дека мора да се консултираме со специјалистите, мора да има своји предуслови, не може да практикуваме кинезитерапија така како слободен стил? Да, во никаков случај. Да. Веќе правиме муавет за проблеми, сериозни проблеми. Правиме муавет за болести, правиме муавет за проблеми, значи зборуваме за повреди на нервите, повреди на мускулатурата, повреди на белодробниот систем или некои проблеми кои што настанале, слично не може да се прави, да се практикува кинезитерапија на своја волја. Секако треба да се консултираме со специјалистите во таа сфера, да добиеме една дозвола од нив за да почнеме. Ево накратко ќе објаснам некој видео. Не можеме да правиме кинезитерапија кој е некој проблем белодробен или срцево во остар период од својата фаза. Значи веќе таму ние треба да чекаме да одмине тој остар период, да го поминиме тој период, зависи од проблемот дали било 5 или 10 дена, па тек после да се почне со кинезитерапија, кој што воено ќе го затврсти истиот проблем и ќе обезбеди војнина да не се појави тој истиот проблем. Ако зборуваме кај фрактури, кај скршеници, кај напукнување на коски, кај скинати мускули или слично, се тоа понадлежи на еден период остар каде што прво треба да заздрави местото, каде што прво треба да се осигура терен за кинезитерапија. Значи ние не можеме на една фрактура да практикуваме кинезитерапија самиот почеток. Тоа е тоа што ние тој предуслов го чекаме, значи да помине еден одреден период, значи да затврсти мускулатурата, да заздрави добро коската, например, да се посети една физикална терапија, да се посети да се завршат некои третмани, па тек после доаѓаме тука ние, кинезитерапевтите кои што треба да ја вратиме таа функција, да кажеме на раката или ногата во потполна незина сила, да кажам. Како што тоа, значи правиме муавет за фрактура или слично, во секој систем, секоја повреда или болест го има истото. Значи има своји предуслови кои што треба ние да ги почитуваме за да не настанат некои компликации. И сега, Јован, значи кога станува збор за овие типови кои што ги набројавме претходно, односно случаеви на рехабилитационо делување на кинезитерапијата. Всушност како метода на лекување и рехабилитација. Меѓутоа за сите оние останати случаи кои што се аспектирани од смисол на превенција, а сакаат да ја применуваат кинезитерапијата, кога е значи одредена, дали постои некоја одредена старосна детерминанта со која што би можело да се дефинираат кога е идеално време за почеток со кинезитерапија, тој аспект превентивен. Така, значи ево можам да кажам лично кај мене во студио тренираат од 5 годишни дечиња, може и малку помали, до мислам дека имам преку 70 годишни пациенти и клиенти, значи во зависност што треба тие да внимаваат. Значи превентивно тие треба да внимаваат не старосно, значи не старосно, него движењето, кинезитерапијата секогаш е добро дојдена. Да кажам, дали тоа си направиме муавет за дете од 5 годишна возраст или зборуваме за возрастен човек или пензионер или како и да било, секогаш е добро дојдена кинезитерапијата и незините методи. Дали би било тоа пешачењето, дали би било тоа посетувањето на некои дисциплини од затворен или затворен карактер, дали би било тоа вежби, дали би било тоа некои активни или пасивни вежби, секогаш таа е добро дојдена, незината, да кажам, возраст. Но што треба да внимаваме? Треба да внимаваме да знаеме како да ја примениме, колку да издозираме и правилно да ги примениме тие вежби. Значи, движењето како општа апсолутна метода и на лекување и рехабилитирање, што всушност и основната поента и на самата кинезитерапија, нели кажавме од што произлегува незиниот назив, лекување преку движење, ја дава основната поента и цел и за сите оние кои што сакаат да се грижат за своето здравје, ова е продуктивна, би рекле, метода со која што
покрај тоа што ја сочувуваат својата здравствена состојба, во одредени случаи делуваат на нејзино подобрување. И сега зборуваме за позитивните ефекти на кинезитерапија. Дали постојат одредени контраиндикации од употреба на кинезитерапија? Па секако дека постојат, како и во секоја една гранка од медицината, како што веќе кажав, луѓето треба да внимаваат кога и колку ја применуваат кинезитерапијата, како и секој вид на рехабилитационен метод. Зошто? Затоа што многу е важно како и колку ќе се издозира таа кинезитерапија. Треба да внимаваме во споредба со тоа колку ние можеме да правиме одредено движење, треба да внимаваме колку еден мускул ни е способен да издржи на некој терет, колку еден мускул ни е способен да направи некое движење. Треба постепено да се оптоваруваме. Точно така, да постепено да го оптоваруваме и постепено да му даваме се повеќе напор и замор, да кажам, за да биде тоа правилно распределено. Воспротивно, ако не внимаваме, секако дека постои, често ме прашувале дали има превежбување или дали има, веќе не зборуваме за луѓе кои што имаат некаков проблем, дали било на мускулно-скелетниот систем, дали би било тоа на некој деформитет на рбето, дали би било локомоторниот систем, значи правиме муабет ако веќе зборуваме за кинезитерапијата, зборуваме за некој проблем каде што треба правилно да го издозираме постепено за негово целосно отстранување и заздравување. Так, можеби самата желба од почеток која што ќе биде силна, што од естетски, што од превентивен, што од метод на делување со лекување. Желбата да не биде поголема од можностите и капацитетот индивидуално. Меѓутоа тука сте и вие како соодветен стручен тим, нели собственик и инструктор во студиото Кинезио, индивидуално верувам дека работите со вашите посетители, би рекла, за да им сугерирате на колкав временски период би ги применувале тие терапии и вежби што ги правите. Сега кога ги напоменавме вежбите, постојат два типа на вежби, мораме да ги напоменеме. Основната би рекла поделба е на активни и на пасивни вежби. Од што се состојат јава? Па вака сега пасивни вежби кај луѓето се тие вежби кои што не можат да ги прават по собствена, значи нивниот проблем не им дозволува да прават одредени вежби. Така што тука стапуваме ние на сцена. Најважната наша улога е ние треба пасивно да ги вежбаме одредена група на мускули или одреден вид на движења. Значи постојат диагонали, постојат методи на одредени стручњаци, кабат, бобат или слично, каде што ние треба пасивно да го извежбаме клиентот, да му ја разбудиме на начин мускулатурата, да му ја разбудиме, да ги разбудиме нервниот систем и слично, за му даеме живот, да кажем, на тоа место каде што веќе пасивно го вежбаме, за војнина да се активира, а подоцна тој да може сам активно да ги прави тие истите вежби, па можеби и некои други потешки и потешки. Значи разликата е многу едноставна, активно и пасивни вежби. Кај пасивните вежби клиентот е пасивен и ние сме тие што ги правиме вежбите на неговото тело. Тоа е раздвижување, оживување на мускулатурата, на нервниот систем, а кај активниот е тој сам со сопствената тежина на своето тело и својата сила ги активира мускулите и нервниот систем и работи на тие вежби. Значи, исклучиво без никакви помошни реквизити, придвижување, дали активно или со ваша припомош, односно пасивно, пасивни типови на вежби, тоа се основните два типа на активности кои што ги применувате со вашите посетители. Сега, како посебен облик на кинезитерапија или постои кинезипрофилаксата, би сакала и за незе малку да позборуваме, за превенција на кои состојби нели се употребува и каков тип на терапија е таа всушност. Дали е некоја подгрупа, под терапија, под кинезитерапијата? Така, кинезипрофилаксата поедноставно би го кажале како еден превентивен метод на кинезитерапија за одреден број на проблеми. Можам да кажам и за многу голем проблеми на човековото тело, тоа е еден профилактичен метод, превентива од идни проблеми. Какви проблеми ме прашавте? Значи, ево ќе наброам неколку. Многу често нашиот граѓани рекааме секој втор човек има проблеми со долниот дел на ребетото, поточно кажано кичмата, има проблеми со нозете, имаме проблеми на мускулно-скелетниот систем, со спондилози, со шилци. Кинезипрофилаксата доаѓа до степен тука што дава на указ некои нејзини методи, како например утринска хигиена, гимнастика, 10-минутно утринско вежбање кое што би не заштитило од многу голем проблем на мускулно-скелетниот систем, исто така и на локомоторниот систем. Кинезипрофилаксата исто така се јавува кај
подготовка некои пациенти предоперативно. Значи, предоперативно ја припрема, го подготвува телото за моментот после операцијата. Да кажем, за негово целосно реставрирање. Исто така, превентивно и профилактично делува на, да кажем, на сите срцеви болести, на сите белодробни болести, буквално кај сите тие системи што ги спомнавме, ако на време се превиди некој можност да се појави проблем во иднина, кинезитерапијата перфектно профилактично би издействувала. Така, значи профилакса, самото име кажува кинезипрофилакса, превентивно, заштитно, делувајќи на одредени системи или за одредени цели, како што напомена, преку соодветни типови на вежби. Сега другата интересен облик на кинезитерапија кој што го сретнав е хидрокинезитерапијата. Ке ни објасниш, Иван, за каков тип на вежби се состои оваа програма и можеби ми беше атрактивна овие вежби што вие ги работите во кинези студиото во Охрид, нели се работат на сува? Овие вежби? Да. Хидрокинезитерапија. Значи самиот поим хидрокинезитерапија кажува, значи вежби во вода. Имаме услови, точно тоа сега да се надополнам себе си, зошто ми беше атрактивно. Во Охрид имаме идеални услови за изведување на ваков тип на вежби. Вежбите во вода се многу интересни. Од една страна го претпазуваат телото, значи од една страна и прават едно добро место на повреата, заштитена од тежината на своето тело, од движењата на своето тело, затоа што ако веќе зборуваме за некој проблем, проблемот треба да внимаваме колку го движиме, проблемот колку го натоваруваме. Водата ни дава една таква средина каде што телото е заштитено од самата неја. Заштитено е од нашата тежина, заштитено е и од нашите движења. Од друга страна, па сега кога зборуваме, од една страна ни дава заштита, а од друга страна ни дава терет. Значи движењата во вода се малку потешки, така да што самите ние ги вежбаме мускулатурата, под дејство на водата. Овој метод е многу интересен. Исто така можам да кажам дека на запад или некаде во другите држави страшно многу се користи. Тука кај нас почнува помалку да се користи, се надам дека во иднина ќе биде се... со еден затворен базен би се решили би било многу интересно. Дури често ме прашуваат некои колеги дали имаме активности како да кажеме 2 пати, 3 пати неделно хидрокинезитерапија вежби, во групни вежби по хидрокинезитерапија. Па би можело да размислите за овој нареден временски период, како што кажавме, временските услови се идеални тука во Охрид, зашто да не го искористите продуктивно времето кое што вие се надевам дека квалитетно го посветувате на вашата работа и оние посетители кои што се преференти на услугите кои што ги нудите исто така квалитетно и продуктивно да го искористите. Недоволната физичка активност, како и предолгото седење, всушност се најголемите проблеми и причинители на 80% кај децата на возраст од 11 до 12 години, во Охрид би рекла, да се соочат со деформитети и со неправилен развој на телото. Тоа е за децата, меѓутоа и кај возрастните исто така соодветни негативни појави доведуваат недоволната физичка активност, како што кажавме и предолгото седење. Сега можеби ние возрастните не седиме пред компјутер, меѓутоа работните обврски го побаруваат истото од нас. Со какви причини, со какви последици би рекла се соочуваат овие две категории? Па вака, прво ќе зборуваме... Што ги очекува? Ево, прво ќе зборуваме за децата. Многу често, значи, сум бил прашуван од луѓе, од установи и слично, на оваа тема за децата. 80% од децата во Охрид, да кажам, имаат некаков проблем на мускулно-скелетниот систем. Каков е тоа проблем? Тоа се деформитети кои што на сите ни се познати. Имаме кифоза, имаме сколиоза, лордоза, крив врат, имаме иксионозе. Тука можам да ги споменам во 80% и прекумерна тежина, рамно стапало. Има повеќе видови на проблеми. За жал можам да кажам дека 80% од децата ги имаат овие проблеми. Накратко ќе кажам и зошто. Зошто јас мислам дека ги имаат тие проблеми, затоа што да се навртиме пак нова премал физичка активност. Значи тие се живеат во едни тешки услови за нив. Сите имаат компјутери. Ташните се многу тешки, седат во училишните клупи, од тука одат на 2-3 приватни места за ли било тоа информатика, англиски или математика, затоа што школата им го бара тоа.
живеат во едни услови кои што телото не може да им издржи и се појавуваат деформитети. Ме прашавте каде водат тие деформитети кај децата. Ако навреме не се искоригираат овие деформитети, во иднина можат да направат сериозни проблеми. Значи, накратко кажано, работоспособноста ќе им се ограничи. Како? Во иднина овие проблеми можат да ќе јават сигурно многу болки во грбот, проблеми во нозете, проблеми во колковите, во колената, проблеми во вратот и слично кои што нас секојдневно ќе не мачат. Секојдневно ќе бараме проблемот, ќе бараме решение до овој проблем, но ќе се чудиме што е проблемот. Тоа било зашто навреме не сме искоригирале некои работи од детството, да кажам. Значи, работоспособноста ќе се намали, ќе имаме многу голема болка на мускулно-скелетниот систем, психички ќе сме понестабилни, тоа се ни ствара нервоза и слично. Ево да кажем и за повозрастните. Точно, тука веќе имаме издефинирана костена структура, имаме издефинирана костена структура. Меѓутоа тоа не значи дека сме имуни. Точно така, значи има едно правило, значи имаме издефинирана костена структура која што многу тешко се исправува, а се искривува. Значи, децата кога ќе направат, да кажеме, 16, 17, 18 години, скелетниот систем им се стабилизира, им се фиксира на некој начин, коските им се сврстуваат и ако веќе остане детето на 18 годишна возраст со некој деформитет, многу тешко се коригира. Многу тешко, можам да кажам дека просто е невозможно. Иако веќе, да кажам, постарите генерации не живееле во такви услови, како што се живеат сега децата, и деформитетите тогаш биле многу помал процент, сигурен сум. Не значи дека тие сега не може да се издеформираат. Баш истото нешто се дешава и сега. Многу сме посветени на работа, многу сме посветени на животот, на врските, на премногу малку време си даваме на самите себе, на нашето здравје. Ако веќе имаме некој проблем се појави кај повозрастните, значи најчесто се среќавам со крив врат од работа на биро, од работа на осенната положба. Тој крив врат или испакнување на горниот пршен и слично прави повеќе проблеми. Честа главоболка ја блокира циркулацијата која што тука го загушува протокот на крв во главата. Мозокот не се храни преку таа циркулација. Настануваат главоболки, вртоглавици, имаме болки во вратот и слично, имаме трпки во рацете, работоспособноста ни се намалува исто, се поголема е нервозата и слично. Значи зборуваме за сериозни проблеми кои што ако се јават заради работа кај возрастни луѓе, многу тешко се коригираат. И го нарушуваат квалитетот на самото секојдневно функционирање покрај работоспособност. Сега би се вратило повторно Јован кај децата како можеби поатрактивна и поранлива категорија, значи како родители многу почесто се грижиме за нив отколку за самите себе, што е и до некаде исправно, но не е опросливо. Подолго време, значи, веќе вршевте прегледи на децата од 6-то одделение низ локалните училишта. Предупредуваат ли бројките, значи, од оние статистики кои што ги имате на прегледите кои што досега ги извршивте, на тоа дали сме соочени со енормно зголемување на истите? Дали постојат одредени статистики за изминатата школска година? Па вака ќе ги споредам 2012 и 2013 година, имаше зголемување. Но и во едната и во другата година процентите беа големи. 2012 година прегледавме, мислам дека нешто околу 370-380 деца во 6 одделенците низ основните училишта низ Охрид. Процентот беше околу 72-73% деца со проблеми и деформитети. 2013 година процентот беше нешто зголемен, беше околу 80% од децата со проблеми. Значи зборуваме од 5 деца 4 имаат некој проблем. Расте се повеќе, расте овој сериозен проблем тука кај нас. Постојано апелирам до скоро секој што ќе го сретнам, гостувам во емисии, се изјавувам по интернет портали како физичката активност е многу важна. Како се консултирам со тренери, се консултирам со инструктори по приватните клубови и слично, како треба да им посветат внимание и за вежбите за правилен раст и развој на децата, како треба покрај спортот, како треба да се покрене свеста
на сите нас дека таа физичка активност кај дечината е многу важна. Мораме повеќе да ја посветиме внимание на овој проблем, пошто се плашам дека ево оваа година немаме направени уште прегледи по основните училишта, искрено се плашам од бројот што ќе го видам. Значи при имплементирањето на овој проект, мораме да го напомениме, беше, сега зборувам во минато време, Јован ќе кажеме и зошто, значи беше реализиран проект за безбеден раст на децата. Вие како координатор нели на овој корисен и важен проект го имплементиравте низ училиштето. Всушност овие прегледи што ги кажуваме на децата од 6-то одделение беа дел од имплементацијата на проектот за безбеден раст на децата. Под ингеренција на која установа се реализираше? Па вака, значи јас бев креатор на овој проект. Така, извршител. Точно така, го поддржа општина Охрид. Беше поддржан проектот, да кажам, целосно. Сега зошто зборувам во минато време, што се случи со тој проект? Тоа ми е прашањето. Па, проектот, можам да кажаме, во моментов чекаме да започне. Во моментов не е активен проектот. Нема да сте ни прва ни последна што ме прашале. Многу важен, многу интересен, многу убав проект за сите нас, за децата особено. Проектот вклучуваше една или две групи, 20, 30, 40, 50 деца годишно тренираа децата кои што има најсериозни проблеми. За нив беше целосно бесплатно, све беше тоа на терет на општина Охрид, која што добиваше секојдневно позитивни критики од родителите, затоа што многу хуман и многу добар проект. Оваа година проектот не е активен. Се надевам дека септември ќе активираме да можеме да не избега некоја генерација на деца. Но вежби постојано, значи држиме. Тука сме, значи нашето студио има константно дечиња, доаѓаат на прегледи. Прегледите кај мене се скоро секогаш бесплатни. Зошто го напоминуваме, значи проектот исто или на ингеренција со самото тоа што ве прашав, доколку постојат одредени услови заради самата бенефит и позитивност, нели како што кажавте, хуманата димензија на целиот овој проект, поддржан од нашата локална самоуправа, која што постојано нели како претендент на здравјето и на младите, нели, се надевам дека и бенефитот на овој проект и во иднина ќе може, заради континуитетот на истиот, како што кажавме, да биде почувствуван. Но исто така и она што вие го кажувате, ние постојано сме отворени за соработка со родителите, меѓутоа индивидуално, доколку правиме некој интерес од одредена сугестија, во сега преку вашето гостување, значи идеја за доаѓање во вашето студио или преку препорака од наши пријатели кои што претходно биле, значи со нивните деца или тие индивидуално кај вас. Меѓутоа преку проектите во училиште, лично, значи имам искуство со вашите посети на дечињата, сите бевме индивидуално, поединачно известени за состојбата на здравјето на нашите деца. Веќе во тој момент, значи сериозноста за пристап на нас како родители е апсолутно директна со сите деца. Да, па тука јас би кажал само нешто. Таа е главната поента. Тука јас би кажал нешто, значи мора да се прават барем еднаш годишно. Јас би кажал нешто на 6 месеци прегледи на детето. Затоа што секој родител знаеме сите дека сме премногу ангажирани на работа, дома, со обврски и слично. Понекогаш на секој му се дешава да заборави малку на некоја обврска према детето. А таа обврска која што е барем еднаш годишно да се прегледа детето, скоро многу повеќе од нас имаат заборавено. Целта на овој проект беше баш тоа да се поттикнат. Да се поттикнат тоа да внимаваат на своите деца, затоа што ако веќе го откриеме проблемот на 10, 11, 12 годишна возраст, можеме да го искоригираме, можеме да го истретираме, можеме навреме да му помогнеме на детето во иднина да нема никаков проблем, да не чувствува никакви болки и проблеми и да си функционира нормално. Сепак зборуваме за нашите деца во нашиот град кој што утре ќе се иднина. Во меѓувреме, додека чекаме, значи, одобрување на проектот, нема да зборуваме во минато време, туку во идно и сигурно време. Се надеваме дека локалната самоуправа ќе се погрижи за безбедно стартување на проектот за безбеден раст на децата од наредната учебна година, кога што е идеален термин или за спроведување на истата. Вие како Кинезио студио од Охрид стоите на располагање за сите заинтересирани за кај кои што побудивме интерес, нели да го дадете соодветниот одговор за во смисол на здравјето на нашите деца, за сите кои што ќе се упатат кај вас, така? Точно, значи јас стојам на располагање, многу пати сум кажал, многу пати беше напоменато по интернет порталите дека
прегледите со целосно бесплатни. Кога сакаат може да добијат совет, да се консултираат таму, да ги упатиме на некоја насока или слично. Сега каков тип на тренинзи и вежби изведувате во Кинезио студио, тоа ме интересира. Па најчесто изведуваме, значи, корективна гимнастика, детски пилатес со деца. Деца на возраст од 7-8 до 13-14 годишна возраст. Фактички на деца на кој период годишен каде што може да му се делува на работот, на мускулатурата, на косканиот систем перфектно. Тие часови се детски пилатес и корективна гимнастика, вежби за раст и развој на телото, вежби за формување на мускулатурата, вежби за исправување на некој деформитет, вежби за истегнување, значи со еден збор го насоката, му даваме насока на растот на детето. Тие се, значи, вежби од таков тип и вечерно време имаме пилатес. Пилатес кој што е за повозрастни, кажам, не е за деца. Како вид на метода во кинезитерапијата, или представувам метода во кинезитерапијата? Да, точно. Во кои случаи го препорачувате и применувате кај повозрастните, претпоставам така? Точно така. Значи, ево, ќе кажам конкретно за моето искуство кој што го имало овие години со пилатесот како медицинска метода, да кажам. Пилатесот што ние го практикуваме во нашето студио, можам да кажам, секој ден од ден на ден го подобруваме. Станува се подобар и подобар. Зошто? Затоа што и сме решавале полесни проблеми, почнавме да решаваме и потешки проблеми, посериозни проблеми и слично. Некои доаѓаат заради согорување на калории, некои доаѓаат заради обликување на телото, некои тренираат заради некој соодветен проблем, мишијалгија, дали било тоа болки во нозете, атрофирана мускулатура, постоперативни периоди и слично. Можам да кажам, значи, пилатесот или па медицински кажано фитболот е една техника на метода на кинезитерапијата која што е многу важна значи има многу важна улога во целата кинезитерапија. И при самиот крај на нашиот разговор, Иван, мора да дадеме повторно апел до родителите повеќе да внимаваат на правилното седење на нивните деца и апел до сите оние кои што не би рекла не водат грижа за здравјето, сите сакаме да водиме грижа, меѓутоа посериозно да се посветиме, нели, барем на детектирањето, односно превенцијата кога станува збор за оние одредени временски детерминанти кои што не ограничуваат во смисла на детектирање на одреден проблем, за се со цел за да имаме време навремено да биде истретирано и излекувано, нели, да нема подоснежни проблеми. Да, постојано се трудам на еден или на друг начин да креам свеста кај нашите граѓани. Постојано се трудам да дам на знаење на институции, на професорите по физичко, на тренерите, на буквално на сите, на моите колеги, на терапевтите, да се консултирам со специјалисти или слично. Постојано се трудиме да крениме таа свест, значи, за децата. Имаат сериозен проблем. Не зема никаков, не ни нас ништо тешко на нас терапевтите да направиме една контрола, да ги прегледаме ако евентуално избегале некаде во растот и развојот, да ги вратиме назад додека е време, да ги консултираме, да ги посоветуваме. Јас стоам постојано на располагање, тука сум за нив кој и би сакала да завршиме со една фраза која што ја најдов исто така подготвувајќи се за вашето денешно гостување, фраза која што постои од 18 век, не многу одамна, затоа што кажавме дека кинезитерапијата е терапевска метода која што се применува многу години пред нашата ера во далечните цивилизации. Значи фразата која што кажува дека движењето според своето дејство заменува секакво терапевско средство, додека пак лековитите средства не можат да бидат заменети со движењето, токму тоа треба да го практикуваме и да го применуваме. Одлично кажано, значи заменете секаков тип на лекарство со соодветно движење, во случајов вежби од таков карактер кој што ги изведувате во студио Кинезио, затоа што терапевските средства не може да бидат заменети со движење, кое што е неминовно. Баш така, значи многу добро кажано, многу интересна поговорка, многу вистините да кажам, многу да кажам едноставен начин кон здравје, многу ефтин начин кон здравје, многу пријатен и здрав начин кон повеќе здравје, што мислам дека секој од нас има време, дали би било спорт, дали би било спортска активност, дали би било утринска гимнастика, дали би било пешачење, дали би било трчање, велосипед, планинарење. Сите тие се едни активности, сите тие се едни видови на кинезитерапија кои што секој може да си ги дозволи, да си ги примени, мора да верувате дека тоа е огромно количество на здравје.
Така и како што кажавме, достапни се веднаш до нас во студио Кинезио во Охрид, не како пропаганда, туку како насока за сите кои што сакаат да се грижат за своето здравје, да ја подобрат својата физичка кондиција. Значи без разлика ни сами во разговор откривме дека типовите на посетители и пациенти со кои што работите се од најразлични аспекти насочени кај вас, значи дали станува збор за превенција, дали станува збор за лекување, дали станува збор за естетика, како што кажавте, нели, согорување на калории, дали станува збор за подобрување или општо на самата мобилност, без разлика дали постои желба за слабење или желба за излекување. Значи, секој кој што ќе се најде себе си во некој од овие категории за кои што прозборувавме низ нашата емисија, го покануваме во студио Кинезио. Како што кажавте, уште една сублимирам, работите со сите старосни категории, така поделени во групи. Точно Каде така. можете уште да ја најдете? Значи, постојано, скоро целиот ден сум посветен баш на мојата работа. Утринско време, скоро целото утро работам со дечињата. Вечерно време држиме пилатесот, преку ден тука сме со некои третмани, масажи и слично медицински, некои третмани и стегнувања за некои посебни проблеми и повреди. Како и да ја сум целодневно тука сум на располагање што треба да се помогне. И вашата значи енергија која што ја надополнувате секој ден и обновувате секој ден, не ја трошите, би рекла, затоа што како што кажавте секојдневно работите со сите групи како сопственик на студио Кинезио, значи дипломиран кинезитерапевт, представува од една страна сатисфакција, од друга страна професионална преокупација, а од трета страна значи бенефит кон самиот себе, што впрочем е како позитивна енергија, како што кажавте, нели, дел од аспектите на кинезитерапијата, односно позитивните бенефити на незините вежби се однесуваат и на ментален психолошки план, значи подобрување на нашето психолошко здравје и позитивност во тој аспект го пренесовте, би рекла, во нашето студио, а се надевам дека и преку препораките кои што ги дадовте со вашиот начин на делување до нашите гледачи кои што навистина особен интерес предизвикавме за кинезитерапијата како бенефитна и позитивна терапија која што ја подобрува општо нашата здравствена состојба. Нема да ограничувам на мобилноста и на коскената структура. Ви благодарам за исцрпните одговори и за времето кое што ни го посветивте. Благодарам јас. И се надевам дека, како што кажавме, доколку се имплементира проектот за безбеден раст на децата, морам на крај повторно да го спомнам, во септември ќе имаме уште еден мотив повеќе да ве поканиме во Медика Инфо, кога поконкретно би позборувале за бенефитите на проблем, бенефитите на овој проект и се разбира тога со нови статистики кои што ќе покажат за почеток можеби негативност на трендот на зголемување на проблемите на деформитети кај нашите дечиња, но за среќа ви имаме вам како особени стручњаци во нашиот град да делувате со вашата работа преку студио Кинезио. Благодарам уште еднаш. Благодарности до вас, драги мои, што бевте дел од Медика Инфо. Наш денешен гостин Јован Калановски, дипломиран кинезитерапевт, собственик и тренер во студиото Кинезио во Охрид, и ви благодарам што и овој пат бевте дел од Медика Инфо. Ве оставам во добро здравје и со позитивна мисла насочена кон нашата денешна тема која што се однесуваше на кинезитерапијата како метода на лекување преку движење. И се разбира, ве поздравуваме со нашите генерални спонзори кои што и овој пат беа заедно со нас. Аптеките Зегин, здравието со најевтин лек, нашите семени аптеки, како што и здравието и убавината не е случајна, стајлинг студиото Арснова повторно со нас. Можеби здравието и не е се, но без здравието за сите се ќе биде ништо, затоа водите грижа за него. Пријатна вечер и секој добро.